Добар ден, драги ученици. Добре дојдовте во училница. Моето име е Патарова Зорица и јас сум професор по македонски јазик во Основното училиште Јохан Хајрих Песталоци. Денес заедно со мене ќе учите една нова наставна единица, но пред да започнеме ќе ве замолам сите да се земете по една тетрадка и по некое средство за пишување. Како што кажав, денес ќе учиме една нова наставна единица, поточно ќе учиме за голема епска творба во проза, тоест за роман. Но, како и пред секоја лекција нова што ја зимаме, секогаш мораме прво да повториме. Литературата се дели на 3 литературни рода: лирика, епика и драма. Сето ова го имаме учено уште во 6 или 5 оделение за прв пат. И веќе ова треба да го знаеме убаво. Исто така, знаеме дека секој од родовите имаат своји видови. Пример, во епиката спаѓаат народните приказни, митовите, легендите, расказите и романите. Ние денес ќе се посветиме на литературниот вид епика, поточно на еден вид од тој род на роман. Хајде да видиме што е роман. Романот е долго епско литературно дело, засновано на замислена приказна, односно кој не се потпира целосно на факти. Што значи тоа? Тоа значи дека пишаниот збор или тоа што го пишуваат авторите во романите не секогаш е вистина. Понекогаш ги измислуваат ликовите, случките, настаните и така натаму. За прв пат романот како литературна форма се појави во 11 век, но поради широките можности останал во употреба и во современата литература, тоест до ден денес. Во романот се опфатени повеќе случки од животот на луѓето. Покрај главниот лик во романот се јавуваат и други ликови и преку нивните односи се слика средината и епохата, се представува животот на луѓето и нивните идеи. Во романот се изделуваат главните ликови, околу кои е сконцентрирано главното дејство. Се прикажува целиот живот на главниот јунак. Споредните ликови и настани се застапени за објаснување на главни настани или само како илустрација на други појави и ставови. Вообичаено, тие илустрации или тие ставови се спротивни на оние на главниот лик. Романот содржи главна тема, предмет на или проблем за кој што се зборува, како и споредни теми кои се вообичаено сврзани или поврзани со главната тема. Романот опфаќа широк временски период и има општествена, но и историска основа. Според темата, романот може да биде историски, пристички, семеен, криминалистички, психолошки, љубовен, научно-фантастичен и така натаму. И сега мораме да спомнеме, тоест мораме да кажеме, дека во македонската литература најпознати романописци се Стале Попов, Славко Јаневски, Ѓорѓи Абаџиев, Владо Малевски, Петра Андреевски, Живко Чинго и Видео Подгорец, но исто така мораме да напоменеме дека имаме и доста други. Додека најпознати македонски романи пак се Крпен живот, Село за 7 јасени, кој што мораме да кажеме дека е дело на еден од нашите најпознати автори, Славко Јаневски, и е всушност првиот роман напишан или издаден на македонски литературен јазик. После тоа Пустина, Пиреј и многу други романи. За да научиме најдобро што е роман, тоа на најубав начин можеме да го научиме преку пример. Затоа јас денес се одлучив да го земеме за обработка романот Марта од Горијан Петревски, која што во 8 оделение всушност ви е задолжителна лектира и сите до сега би требало да имате прочитано. Но во случај да немате прочитано, оставив во презентацијата кратка содржина што сега заедно ќе ја прочитаме. А после тоа ќе определиме кои се главните настани, зошто всушност е роман, дали има главни ликови, дали има споредни ликови, дали има споредни настани, која е темата и така натаму и така натаму. Во овој роман се зборува за Марта и незините доживувања. Марта била девојче од 7 оделение, кое честопати било карактеризирано како најубавото и најзрелото девојче од незината генерација. Незиниот најдобар другар
но и воедно личност со која го поминувала поголемиот период од денот и нејзиниот соученик Борко. Уште од мала, Марта била растена без татко, а приказната позади тоа за неа била мистерија која се обидувала да ја дознае. Од нејзината мајка Бисера дознала дека тој заминал во Швајцарија и со помош на Борко таа испратила писмо до швајцарската амбасада, надевајќи се дека во одговорот ќе се наоѓа и сегашната адреса на нејзиниот татко. Но во меѓувреме таа се запознала со Витан, уште попознат и како Витес, кој било едно од најлошо воспитаните деца во нејзиното училиште. Тој не можел да и пристапи на Марта, па смислил подмола игра. Неговите другари, Панде, Никола и Ѓорги, уште попознати во романот како Пантер, Ник и Џо, ја нападнале Марта, а Витан или Витес се појавил да ја одбрани. Марта била наивна и му поверувала на Витес, мислејќи дека во него го гледа нејзиниот татко. Секој ден таа станувала се понезаинтересирана за наставата, иако била одличен ученик, и за дружбата со нејзиниот најдобар другар Борко. Еден ден пристигнало писмо како одговор за Марта. Не можела да поверува на своите очи, кога во писмото ја здогледала адресата на нејзиниот татко. Мартин Горски, која што во тој момент сватила дека го носи неговото име. Веднаш земала лист и пенкал и започнала да му пишува писмо. Марта подоцна ја сватила измамата на Витес и сватила колку многу грешала во врска со него и колку само го повредила нејзиниот најдобар другар Борко. Поради нервната растроеност која што Марта ја доживеала и поради преголемиот бес која што го имала во себе, Марта ја исекла својата долга кадрава коса и испила апчиња. Малку потоа, мајката на Марта ја нашла ќерка си на подот со пена во уста. Се уште не било доцна да се интервенира, но Марта морала да остане во болница до опорувањето. А Борко честопати ја посетувал. На денот кога Марта излегла од болница, нејзината мајка ја запознала со човекот кој изминал доста голем пат за да ја види. Поточно со нејзиниот татко Мартин Горски. Во тој момент Марта била среќна што повторно била со Борко, се вратила повторно на учењето, поточно станала повторно одличен ученик, но најважно од се и се исполнила неголемата желба да го запознае нејзиниот татко. Од кога сега ја прочитавме кратката содржина, ајде да пробаме да одговориме на следниве прашања, преку кој всушност ќе откриеме дали станува збор за роман или преку кој ќе откриеме дали романот Марта всушност ги има сите одлики на еден роман. Кој е главниот лик во романот Марта? Кој е главниот настан во романот Марта? Кои се споредните ликови, а кои се споредните настани или дејства што се јавуваат во романот? Можеме да сватиме дека главниот лик во романот е всушност самата Марта, додека како споредни ликови во романот се јавуваат Борко, нејзиниот најдобар другар, Бисера, нејзината мајка, Витес, пријателот на Марта кој што на крај нели ќе ја разочара премногу, и Максим Горки, таткото на Марта, кој што се јавува само во последните неколку страници и всушност не знаеме многу за него. Додека главните настани или главната тема во романот е потрагата по нејзиниот татко. Секако овде како главен настан или главна тема се јавува и односот што таа го има со нејзината мајка. А како споредни настани или споредни теми во романот е нападот кој што другарите на Витес го извршуваат врз Марта, односот помеѓу Марта и Борко, дружбата со Витес, затоа што тогаш Марта веќе станува друга личност, се променува, и пиењето апчиња од страна на Марта, која што всушност доаѓа како кулминација, тоест како последно нешто што Марта го прави пред всушност да свати како што го прави на мајка и на Борко дека не е во ред. Значи можеме да сватиме дека Марта романот ги има сите одлики на еден роман.
И затоа, сега ќе ве замолам да запишеме во тетрадката. Кои се нашите заклучоци од денешната наставна единица? Под 1. Роман е голема епска творба во која се опфатени повеќе случки од животот на луѓето. Под 2. Романот содржи главна тема, проблем за кој се зборува, како и споредни теми, кои се обично поврзани со главната тема. Под 3. Романот опфаќа широк временски период и има општествена, но и историска основа. Под 4. Покрај главниот лик во романот се јавуваат и други ликови. И преку нивните односи се слика средината, епохата, се представува животот на луѓето и нивните идеи. И под 5. Според темата, романот може да биде историски, авантуристички, семеен, криминалистички, психолошки, љубовен, научно-фантастичен и друго. Задача за дома. Ќе ве замолам во тетрадките по македонски јазик на веќе прочитан роман да ги напишете главната и споредната тема и главните и споредните ликови. Исто на ист начин како што тоа го направивме овде за романот Марта од Горијан Петревски. Ви благодарам за посветеното внимание. Се надевам дека ова ќе ви помогне за поубаво да разберете што всушност представува роман. Довидување.